Најлош извештај кој земјава го добила во изминатите 10 години со јасна порака. Не постои напредок во ниту една област. Ова е оценката на председателот на СДСМ Венко Филипче за документот за напредокот на Македонија во евроинтегративниот процес кој вчера го објави Брисел. Според Филипче, владата предводена од ВМРО, ДПМН и Мицкоски е причина за застојот во реформите, а европскиот пат е сведен на празна реторика. Македонија според него сега е во група со Косово, Молдавија, Украина и Босна и Херцеговина, далеку од динамиката која имаат Албанија и Црна Гора. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури и таму кај што има технички активности, нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. Реформската агенда останува неспроведена, обврските околу уставните измени незавршени, смета Филипче. За предлог резолуцијата за утврдување на државните и националните позиции за продолжување на евроинтегративниот процес со конкретни рокови за спроведување на уставните измени, опозицијската партија не добила никаков одговор од партиите до кои е доставена. Филипче вели дека не е финален документ, но смета дека е основа за постигнување национален консензус. Филипче поддржува уставни измени со одложено дејство, но се сомнева дека тоа ќе значи отворање на поглавијата. Да, се согласуваме апсолутно за уставни измени со одложено дејство. Апсолутно. Но што ќе значи тоа? Ќе значи ли дека ќе го отвориме поглавијата? Зашто веќе зависи од Европската унија. Зашто треба да имаме јасни сигнали. Инаку е нешто што ќе се направи целосно без никаква потреба или најава за некакво размислување кое што однапред некој знае дека не води никаде. А ако точно се дефинира дека е тоа нешто што е прифатливо, апсолутно да. Околу предлог резолуцијата, Филипче првин рече дека ќе чека и мислење од партиите, да се разговара на заедничка маса и со сите сугестии да се надополни документот, па потоа да се поднесе до собранието.